дадов налог до градската администрација да ја започне постапката за превземање на владението и управување на Дрисла од страна на градот Скопје се до завршувањето на постапката на носењето на нова одлука за новиот концесионер. Доколку се оди по резултатите од тендерот во 2012 година, второ рангиран во тој момент беше германскиот конзорциум Шолц. Со голем интерес го следев конкурсот за издавањето на Дрисла под закуп на долги години и кога имаше конкуренција меѓу Шолце, кој што за мене беше многу позната фирма во Германија и апсолутно ја не би се размислила ниту еден секунд би го дал они да го работат. И се појави една италијанска фирма која што се покажа дека од самата италијанска амбасада потврди дека апсолутно тоа се не заверба партнери. И денеска во случајов имаме Дрисла малтене во иста состојба во кој што не е внесено ништо ново. Имаме намера во Дрисла да ставиме посебен погон за медицински отпад, бидејќи тој може да биде мощно опасен, заразен по здравето на луѓето. Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија стапи во контакт со Шолц, но оттаму само кратко ни одговорија. Шолц Холдинг за жал не може да одговори на вашето барање. Холдингот не е запознат со моменталната состојба на Дрисла и ниту еден од нашите делови не работи во тој регион. Во 2013 година холдингот имаше 3% учество во друг конзорциум што учествуваше на тендерот за управување со Дрисла. Нашиот конзорциум го загуби тендерот и така нашиот холдинг не започна со операции во регионот, се наведува во одговорот на германците за депонијата Дрисла. Дополнителни проблеми има компанијата бидејќи во меѓувреме ја застапували адвокати за кои италијаните сметаат дека им истекло нивното полномоштво. Овој мејл на виделина покажа многу мала заинтересираност на германците за управување со депонијата. Дел од конзорциумот, како што објави Investing Reporting Lab, е хрватот Петар Припус. Припус е роден во 1954 година во Ричице, Далмација. Од 1985 година се вработува во фирма за отпад, а во 1990 година основа своја компанија. Од 1994 година станува партнер на Шолц, која е втора по големина компанија во светот која се занимава со собирање на метален отпад. Во Хрватска за него се зборува дека е крал на отпадот. Тој, според хрватските медиуми, има бизниси на подрачјето на поранешна Југославија со исклучок само на Македонија. Некои новинари во Хрватска го нарекуваат тајкунот од отпад. Од 2005 до 2009 година преку неговите компании за отпад имал приход од околу 300 милиони евра. За Припус и за неговото семејство се плетат многу афери. Припус е близок пријател на градоначалникот на Загреб Милан Бандич. Припус соработува со Бандич со неговата компанија C+R. УСКОК го следи неколку години. Во октомври 2014 година му поднесува кривична пријава и го апси како дел од аферата Аграм заради наплатени, а не извршени работи. Имено, тој има договор со градот Загреб да го чисти крупниот отпад од градот во вредност од 7 милиони куни или милион евра без тендер. Тогаш ЦЗР, фирмата на Припус, издава фактури до град Загреб дека извршила услуги во вредност од 4 милиони куни или околу 500.000 евра. УСКОК се сомнева дека такви услуги воопшто се извршени, затоа и го апси Припус. Следниот скандал со хрватските органи на прогонот и Петар Припус е во 2017 година.
Хрватскиот уред за борба против корупција УСКОК поднесува пријава за злосторничко здружување на Петар Припус и уште 12 други лица. Тие се товарат за извлекување на околу 15 милиони евра од двете фирми на Припус, ЦЗР и рециклажно двориште. Во оваа афера паѓа и неговиот син Анте, кој исто така е обвинет за издавање на фиктивни фактури. Овој пат Припус се спасува од притвор бидејќи само 6 часа пред да влезат истражните органи кај него, тој оди во болница и останува таму цела ноќ. Тој подоцна остава гаранција и не оди во притвор. Интересно е што истиот потек го прави и градоначалникот на Загреб Милан Бандич само неколку дена пред Петар Припус. Во интервју за Скуп, дадено пред 2 години, Драги Дачевски рече дека бизнисот со отпад е многу вносен. За него не е ни чудно што мафијата е заинтересирана бидејќи концесионерството од Дрисла и од порано се поврзуваше со некои мафијашки организации од Италија. Се зборува дека отпадот во други држави го раководат, го стопанисуваат со отпадот мафија и така натака. Во оваа дејност репроматеријал е отпадот. Значи, за отпадот, за репроматеријалот обично секој кој што работи со нешто, а произведува нешто, за репроматеријал плаќа. Овде, единствено во оваа дејност, репроматеријалот ви го носат и ви плаќаат за тоа. Така да ова е, изгледа, многу уносен бизнис. И овој бизнис го работат големи корпорации кои што не е исклучено да имаат и овакви, да кажеме, линии кои што ги спомнавте, кои што се спомнуваат во написот во Италија, да кажеме. Така да ова е доста уносен бизнис, меѓутоа кој знае да работи со него. Ристо Пенов, поранешен градоначалник на Скопје, смета дека тешко ќе обстојува било кој со вакви ниски цени на собирање на комуналниот отпад. Ѓубрето е покритие за некакви државни или граѓански пари кои што таму треба да се слеат и кои на други начин треба да се извлекуваат. И додека ние се уште се расправаме кој да дојде и да управува со Дрисла, Љубљана веќе изгради модерен центар за управување со отпад. Интересно е што тој центар започнува да се прави по 2010 година, во исто време кога ние размислуваме за давање на Дрисла под концесија. За центарот во Љубљана тогаш интерес покажува и хрватскиот тајкун Петар Припус, истиот тој кој може да биде и следен концесионер на Дрисла, но Љубљана има друга визија за развојот на овој центар. Ова е центарот за управување со отпад во Љубљана. Модерно здание во кое се вложени 160 милиони евра, од кои половината се од Европскиот кохезионен фонд. Направен е модерен објект кој го рециклира 97% од отпадот, а само 3% завршува на депонијата. Со изградба започнува во 2009 година, а првите количини на отпад ги прима во 2011. За разлика од Љубљана, која започна и изврши една голема модернизација на системот за управување со отпад, на 14 километри воздушна линија од центарот на Скопје се наоѓа најголемата депонија во Европа – Дрисла. Капацитетот на Дрисла е 26 милиони кубни метри отпад. За разлика од Љубљана, Скопје имало визија за депонирање на сметот уште пред 20 години, кога е и пуштена Дрисла. Но откако депонијата е пуштена, така за неа времето застанало. Нема инвестиции, нема развој. 100% од отпадот завршува на Дрисла, наместо да се рециклира како во Љубљана, каде што 97% од отпадот оди како суровина, а само 3% завршува на депонијата.